Алибаба и 40 разбойници. Некогаш во Персија си живееле двајца браќа, Касим и Алибаба. Кога умрел татко им, тие на еднакви делови си го поделиле малото наследство, но судбината им определила да не бидат еднакви во својот натамошен живот. Постариот брат Касим се оженил за имашна мома и станал најбогатиот човек во градот, а Алибаба си зел за жена сиромашна девојка и единствено богатство му представувале 3 мулиња со кои пренесувал дрва од далечната столетна шума. Во еднак вечерина, како што си седел Алибаба на крајот од шумата и си починувал по дневната напорна работа, слушнал коњски тропот. Загледувајќи се во далечината по широкиот пат, тој забележал густ облак прав во кој се надзирале коњаници во галоп. Се исплашил Алибаба дека овие луѓе може да се разбойници и брзо се искачил на блиското дрво, кое растело крај една висока карпа. Тој се притаил зад разлистените гранки и наскоро во шумата навистина се појавиле 40 разбойници со страшни лица обраснати во бради и вооружени до заби. Тие слегле од коњите, ги нарамиле донесените тешки вреки и тргнале кон дрвото на кое бил Алибаба. Главатарот загазил во честарот, се доближил до една тајна врата во карпата и гласно изговорил: "Сезаме, отвори се!" Вратата вмиг се отворила и од спротива зинала длабока темна пештера. Разбойниците влегле внатре, проследени од главатарот, и вратата одново се затворила. Алибаба сакал да скокне од дрвото и да избега со некој конј, но се премислил и решил да почека за да види што ќе стане понатаму. По едно време, вратата одново се отворила и разбойниците, еден по еден, излегувале со празни вреки в раце. Кога се уверил дека сите разбойници се излезени, главатарот извикал: "Сезаме, затвори се!" Вратата веднаш се затворила и разбойниците ги јавнале коњите и си заминале. Тогаш Алибаба слегол од дрвото, се исправил пред карпата и ги изговорил чудните зборови: "Сезаме, отвори се!" Вмиг тајната врата се отворила и од зинатата карпа проструила ладовинка. Дрварот тргнал низ мракот на пештерата и стигнал до едно место, каде што од еден процеп на каменливиот свод се пробивала слаба светлинка. За свое најголемо изненадување, Алибаба догледал околу себе грамади блага. Свилени ткаенини, разнобојни килими, скапоцени камења, златни и сребрени пари. Дури сега сиромашниот дрвар сватил дека пештерава е скривалиште на разбойници кои овде си ги чувале ограбените блага. Алибаба ги разгледал натрупаните безценетости и без да му се мисли многу, наполнил неколку торби со злато, ги натоварил на мулињата, а потоа ги покрил со дрва. "Сезаме, затвори се!" рекол тој на крајот и, кога се затворила вратата, си тргнал дома. Дома Алибаба ги растоварил дрвата во дворот, а торбите ги однесол во собата кај жена си. Кога видела толку многу жолтици, таа се исплашила и почнала да го кара мажа си. "Што си историл, проклетнику? Од каде си ги украл париве?" "Не е кражба ако земаш од она што други го украле," рекол Алибаба и раскажал на жена си како се нашол во пештерата на разбойниците. "Сега веќе и ние ќе живееме во изобилство," рекол тој, истурајќи ги жолтиците на куп. Се зарадувала жена му и сакала да ги изброи парите. "Како ќе изброиш толку многу жолтици?" се спротиставил дрварот. "Не сме ги спечалиле со труд па да ги броиме. Подобро е да ги закопаме во некоја јама и оттаму да си земаме помалку." "Не," рекла жена му. "Ние мора да знаеме колку пари имаме. Ти појди да ископаш јама, а јас ќе земам од некаде грне за да ги измериме жолтициве."
Напразно ја убедувала Алибаба жена си да не оди никаде и да ја чува доверената тајна. Таа не го послушала мажа си, па отишла кај брат му да побара грне. Касим не бил дома, па таа ја нашла неговата жена. Какво грне сакаш? Големо или мало? Па, поголемко ако може. Касимовата жена се стрчала да го донесе големото грне, при тоа велејки си. Што ли ќе мерат со него? Зела смола и го намачкала дното на грнето однадвор. Кога си дошла дома, жената на Алибаба се зафатила да ги мери жолтиците, се додека не ги измерила сите. Зарадувана од дарежливоста на Аллаха, таа не забележала дека на дното од грнето се залепила една жолтица и побрзала да го врати грнето на јатарва си. Се зачудила Касимовата жена кога ја видела залепената жолтица и одвај го дочекала мажа си за да му ја соопшти веста. Вечерта кога се прибрал Касим, таа му рекла: Ние мислевме дека брат ти е сиромав човек, а тој парите си ги мери со грне. И таа му раскажала што се случило. Касим не можел да заспие цела ноќ од завист, мачејки се да одгатне како се збогатил брат му. Изутрината рано тој отишол кај него и го прашал: Брате, откаде имаш толку жолтици за да ги мериш со грне? Какви жолтици? Алибаба се престорил дека е изненаден. Касим му ја покажал жолтицата што се залепила на грнето и Алибаба, сакал нејкел, му признал како влегол во скривалиштето на разбойниците. Ние можеме да си ги поделиме сите блага од пештерата, ако ми ветиш дека ќе зачуваш тајната, му предложил тој. Биди спокоен, никому нема ни збор да кажам, го уверил Касим. Тогаш Алибаба му раскажал се, каде се наоѓа пештерата и кои се волшебните зборови што ја отвораат незината врата. Задоволен и радосен, Касим си дошол дома, обзебен од единствената мисла како да го измами брата си и да ги грабне сите блага за себе. Утредента тој уште взори зел многу вреќи и со 10 мулиња се упатил кон шумата. Кога стигнал таму, набрзо ја пронашол карпата скриена во честарот, застанал пред тајната врата и извикал: Сезаме, отвори се! Вратата се отворила и Касим се втурнал во темната пештера, навлегол внатре и се нашол на она место каде што се пробивала светлината низ пукнатината од камениот свод. Исправен пред неброените богатства што се откриле пред неговите очи, тој на брзина наполнил неколку вреќи со скапоценности и ги изнесол пред влезот на пештерата, потоа се вратил и почнал да ги полни и другите вреќи. Но кога посакал да ги изнесе и нив, од преголема возбуда, го заборавил првиот збор што требало да го изговори за да ја отвори вратата. И, наместо да рече, Сезаме, отвори се, тој рекол: Сусаме, отвори се. Но вратата останала затворена и Касима го обзел ужас. Долго ја напрегал тој својата мисла изговарајки секакви зборови, но вистинскиот збор никако не му идел на уста. Како што стоел така во очај, однадвор се задале разбойниците и уште оддалеку ги догледале мулињата и натоварените вреќи со скапоценности. Разбойниците изрипале од своите коњи и се стрчале кон карпата, а главатарот ја извлекол сабјата и извикал: Сезаме, отвори се! Вратата се отворила и сите влегле со голи сабји во пештерата. Избезумен од страв, Касим се обидел да го бутне главатарот за да избега, но разбойниците го фатиле и веднаш го искасапиле. Потоа тие ги вратиле во пештерата изнесените скапоценности и долго се прашувале како им ја откриена ризницата и кој можел да му ги каже на крадецот волшебните зборови. И бидејќи не можеле да ја протолкуваат загадката, разбойниците го оставиле однатре до влезот искасапениот труп на Касима, за да му влее страф и трепет на секој што ќе се обиде да влезе во пештерата.
Потоа ја затвориле вратата, се качиле на коњите и одново тргнале да ограбуваат. Касимовата жена седела и го чекала мажа си се до вечерта и најпосле кога ја напуштила стрпливоста, отишла кај Алибаба за да го праша дали знае каде е тој. Алибаба се сетил дека брат му скришуме отиден во пештерата и ја успокоил снаа си, уверувајќи ја дека Касим е умен човек и знае што прави. Но Касимовата жена цела ноќ око не склопила и рано утредента, загрижена и уплакана, одново отишла кај Алибаба и тој пак ја успокоил. Но сега веќе и самиот Алибаба се посомневал дека можеби го снашла несреќа Касима, па решил да го побара, упатувајќи се со своите мулиња кон шумата. Кога наближил до карпата, тој наоколу ги забележал крвавите траги и срцето му се стегнало од лошо предчувство. "Сезаме, отвори се!" извикал со растреперен глас. Кога се отворила вратата, Алибаба на неколку чекори од неа го догледал трупот на Касима искасапен на 4 дела. Колку и да бил навредуван и огорчуван од брата си, Алибаба длабоко се натажил, влегол внатре во пештерата, зел некакво платно и во него го завиткал искасапеното тело. Потоа наполнил 2 торби со жолтици и ги натоварил на мулињата заедно со трупот на брата си. Сето тоа го покрил со дрва и, кога се стемнило, си тргнал дома, за да не предизвика сомневање кај минувачите. Кога стигнал во градот, тој поминал покрај куќата на Касима, ја викнал нивната приврзана робинка Моргијана и ја соопштил тажната вест дека го носи трупот на незиниот господар отепан од разбойници. "Само јас и ти ќе ја знаеме оваа тајна," ја предупредил Алибаба. "На другите ќе им кажеш дека Касим умрел од природна смрт." Потоа Алибаба отишол кај снаа си и со натажено лице и рекол: "Мила сестро, не возбудувај се од моите зборови какви и да се тие." "Што има? Да не му се случило нешто лошо на Касима?" извикала таа. Тогаш Алибаба спокојно и предпазливо и раскажал за смртта на брата си, без да споменува дека го донел неговиот труп. "Таква била волјата на Аллаха," рекол тој. "И ти ќе треба да се помириш со несреќата што те има снајдено. Не препуштај им се на тажните мисли и не зацрнувај си ги дните во осаменост и очај. Ние ќе ги соединиме нашите блага и ќе заживееме заедно. А сега препушти ни мене и на Моргијана да се погрижиме за погребот на Касима, но никому не кажувај што се има случено." Охрабрена од зборовите на Алибаба, Касимовата жена со готовност го прифатила неговиот предлог и се олеснило на душата. Кога излегол од собата на снаа си, Алибаба поприкажал насамо со Моргијана и се вратил дома. Следното утро Моргијана отишла кај еден билкар и му побарала лек за својот господар кој бил тешко болен. Трговецот и дал некаква билка и робинката ја однела дома, но другиот ден таа одново дошла кај билкарот и со солзи во очите му рекла: "На мојот господар му е уште полошо и ниту јаде, ниту пие. Немаш ли некое друго, посилно лекарство?" Билкарот приготвил лек против најтешката болест и го дал на Моргијана. Во тоа време Алибаба и жена му се сновеле непрекинато од нивната до Касимовата куќа, натажени и загрижени за да им дадат на знаење на луѓето дека е Касим на умирање. Вечерта, кога Касимовата жена и робинката спискале на глас и почнале да тажат, соседите разбрале дека Касим умрел. Уште не било разденето кога истрчала Моргијана кај стариот чевлар Мустафа, кој рано се будел и прв си го отворил дуќанот, му тутнала в рака една жолтица и го замолила да дојде со неа дома за да сошие нешто. "Само јас ке ти ги врзам очите," рекла таа. "Никаде не одам со врзани очи," одговорил Мустафа.
Робинката му дала уште една жолтица и чевларот се согласил да тргне, земајки ги со себе потребните алати. Моргијана му ги врзала очите со крпа и го повела кон нивната куќа. Кога влегле во собата со искасапениот труп на мртовецот, Моргијана ја симнала крпата од очите на Мустафа, му дала трета жолтица и го натерала внимателно да го сошие распарченото тело на кутриот Касим, но го замолила никому да не кажува што работел. Мустафа си ја свршил работата и Моргијана одново му ги врзала очите и го вратила во неговиот дуќан. Алибаба го измил и го намачкал со балзам телото на Касим, го завиткал во бело платно и наредил да го повикаат имамот за да го очита починатиот како што налагал обичајот. Потоа умрениот го ставиле на носила и го однеле на гробишта, каде што најсвечено го погребале. Неколку дни по закопот, Алибаба и жена му преминале да живеат кај Касимовата вдовица, пренесувајќи ја таму сета своја покујнина и жолтиците. А сега да видиме што станало со разбойниците. По неколку дни тие се вратиле во пештерата и останале стаписани кога забележале дека исчезнал искасапениот труп и дека не достигаат многу жолтици. Разбойниците биле начисто дека некој го открил скривалиштето и се исплашиле да не ги фатат и испотепаат. Тие долго се советувале што да прават и на крајот решиле да испратат еден од нив во градот за да дознае кој е отепаниот, каде живее и дали има и други луѓе што се упатени во тајната на скривалиштето. Испратениот бил предупреден дека го очекува смртна казна ако не ја исполни успешно пораката. Тој се облекол како трговец и се упатил кон градот. На разденување разбойникот стигнал на градскиот пазар и го догледал единствено отворениот дуќан на Мустафа. "Многу си подранил, старче," му рекол тој. "Сигурно не ти догледуваат добро очите, па волку рано ја почнуваш работата." "Се лажеш, пријателе," одговорил чевларот. "Да ме видеше пред неколку дни како сошив еден распарчен мртовец, ке се увереше дека мојве очи не се полоши од твоите." Се зарадувал разбойникот дека наишол токму на човекот што му е потребен, но се престорил дека не го разбира добро и прашал: "Мртовец ли? Од каде на каде да сошиеш мртовец?" "Ништо повеќе нема да ти кажам," рекол Мустафа, досетувајќи се дека никому не смее да ја кажува тајната. Разбойникот ветил дека ќе му даде една жолтица само да му ја покаже куќата каде што станало тоа чудо. "Не знам каде е таа куќа. Една жена ме одведе дотаму со врзани очи и ме врати назад со врзани очи." "Ништо. Ајде да се обидеме. Јас ке ти ги врзам очите и можеби така ќе успееш да го погодиш правецот кога ќе тргнеме по улиците." Не издржал чевларот на искушението, ја зел жолтицата и тргнал со човекот кој му ги врзал очите. Долго оделе тие низ градот и Мустафа застанувал на секој агол и крстопат за да се потсети каде го водела Моргијана. По извесно време тие дошле до Касимовата куќа и чевларот рекол: "Како да беше оваа куќа?" Разбойникот веднаш извадил креда и ставил знак врз вратата на Касимовата куќа, потоа му ги одврзал очите на Мустафа, му заблагодарил за услугата и се упатил кон шумата. По малку време, Моргијана, враќајќи се од пазар, го забележала знакот направен со креда врз патната врата. "Не ми стои чиста оваа работа," си помислила таа, потоа зела креда и го набележала истиот знак на сите околни куќи. Сонцето се скрило зад шумата кога испратениот разбойник се вратил во пештерата. Главатарот го ислушал и рекол: "Ке си го скриеме оружјето под облеката и еден по еден ке влеземе во градот. Таму ке се собереме на големиот плоштад, потоа ке видиме што ке правиме. Утре, зори, тргнуваме."
Взори разбойниците тргнале по широкиот пат како обични патници и околу пладне се нашле во градот. Се собрале на договореното место и испратениот разбойник ги повел кон куќата што била обележана со креда. Но колкаво било изненадувањето кога главатарот и неговата дружина дошле до Касимовото мало и виделе дека сите куќи наоколу се обележани со исти знаци. Интересно, кој го ставил знакот на циве овие околни врати? Извикал испратениот разбойник. Се колнам во Аллаха дека набележав само една куќа. По овој неуспех разбойниците се вратиле во шумата и го казниле со смрт својот другар кој дозволил да биде излажан. Потоа тие испратиле друг човек во градот кој исто така се нашол кај чевларот и го натерал да му ја покаже куќата. Овој пат разбойникот ја набележал вратата на Касимовата куќа со црвена креда и си помислил дека повеќе никој не ќе може да го надитри. Но снаодливата Моргијана нашла црвена креда и ги набележала истите знаци по сите околни куќи. Така разбойниците одново биле збркани, па го отепали вториот разбойник што бил пратен во градот. Главатарот увидел дека е бесмислено и натаму да ги жртвува своите луѓе и решил самиот да ја открие тајната. Отишол во градот и кога Мустафа го одвел на определеното место, тој долго ја разгледувал куќата и без да ја обележува вратата се вратил назад кон пештерата. Приквечер разбойниците се собрале и смислиле да земат 37 кожни мевови за дрвено масло, да се скријат во нив и главатарот да ги пренесе во градот натоварени на мулиња, а самиот тој да се представи како трговец. Како што намислиле, така и сториле. Разбойниците влегле во мевовите што биле приготвени за нив, главатарот ги натоварил на мулињата и откако наполнил еден мев со масло за покажување, тргнал кон градот. Кога стигнал до веќе познатата куќа, тој го видел Алибаба кој седел пред врата и си починувал на ладовинка. Лесен ветрец дувкал во квечерината. Добра вечер, господару, го поздравил патникот. Јас сум трговец на дрвено масло и оддалеку доаѓам. Ке ми дозволиш ли да преноќевам во твојот дом? Али Баба го видел во шумата главатарот на разбойниците, но не го запомнил неговото лице и не можел да го разпознае. Повели, го поканил домакинот и широм ја отворил патната врата. Потоа тој веднаш му заповедал на својот слуга Абдула да ги одведе мулињата под тремот и да ги нахрани со јачмен, а на Моргијана и нарачал да приготви вечера. Гостинот исто така влегол во дворот и посакал и тој да остане во дворот, но Алибаба го убедил да ноќева в куќи. Кога се навечерале, домакинот му пожелал на својот гостин добра ноќ и се прибрал во својата соба. Кон полноќ разбойникот тивко се извлекол во дворот, ги обиколил сите мевови и на сите своји другари им прошепотил. Штом ке слушнете дека фрлам камчиња од прозорецот, ке излезете и ке ме чекате. Потоа тивко се вратил во куќата. Во тоа време, Моргијана се уште се сновела низ кујната, приготвувајќи ручек за другиот ден. Како што готвела, фитилот на ламбата неочекувано запукал, пламенот подзамижал, потоа угаснал. Ами сега, како ќе работам во темница? Рекла слугинката и отишла кај Абдула за да го праша што да прави. Незгодата не е голема, ја успокоил слугата. Во мевовите што се наоѓаат во дворот има толку масло, та ќе можеш да си налееш малку во ламбата. Моргијана зела еден сат и излегла во дворот за да си налее масло. Кога наближила до првиот мев, однатре се слушнал тивок глас. Време ли е веќе да излегуваме? Робинката се исплашила, но вмиг се прибрала и тивко одговорила. Уште не е време. Таа ги обиколила и другите мевови и од секаде го слушала истото прашање на кое одговарала уште не е време. Најпосле,
Моргијана дошла до последниот мев и кога се уверила дека во него навистина има масло, донела од кујната еден голем котел и го наполнила со густата течност. Потоа налеала и во ламбата и ја запалила, го ставила котелот на оган и почекала додека да зоврие маслото. Тогаш робинката минала покрај наредените мевови и во секој мев истурила помалку врело масло кое било доволно да ги попари и да ги умртви сите разбойници. Така загинале непријателите на Али Баба, а верната Моргијана се скрила зад едно дрво и почекала да види што ќе стане понатаму. Кога се стивнало в куќи, главатарот на разбойниците го отворил прозорецот на собата во која бил сместен и почнал да фрла камчиња во дворот. Но мевовите останале неподвижни и никаков човек не се гледал наоколу. Се зачудил злосторникот зошто не му се јавуваат другарите на договорениот знак и отишол да види што се случило. Уште кога се доближил до првиот мев, осетил мирис на прегорено месо и истрпнал. Дзирнал и во другите мевови и со ужас забележал дека неговите другари се мртви. Сваќајќи дека останал сам, главатарот се спуштил кон градината, се префрлил преку оградата и побегнал. Изутрината Али Баба ги видел мевовите во дворот и многу се зачудил што нивниот стопан се уште не излегол да ги натовари на мулињата и да се приготви за пат. Тогаш дошла Моргијана и се му раскажала. Му раскажала и за тајниот знак на нивната врата и за другите знаци што таа ги обележувала по вратите на околните куќи. Очите на Али Баба се насолзиле, ја прегрнал тој добрата Моргијана и рекол: Од денес натаму ти не си веќе моја робинка. Јас ти ја враќам слободата поради твојата верност и досетливост. Ти ми го спаси животот и порано или подоцна богато ќе те наградам. И Али Баба го викнал Абдула и обајцата ископале длабока јама во која ги закопале сите разбойници. А главатарот на разбойниците се скрил во пештерата и осамено заживеал во постојан страв. По цели дни и ноќи размислувал како да го погуби својот итар непријател и најпосле измислил. Еден ден тој си ја избричил брадата, се облекол во скапа облека и се преселил во градот каде што изнаемил дуќан и скришум почнал да ги пренесува скриените богатства. Новиот трговец се представил под името Хусеин и се спријателил со многумина трговци, меѓу кои бил и синот на Али Баба Ибраим. Навргу Хусеин и Ибраим станале неразделни пријатели и Хусеин почнал често да го кани синот на Али Баба на богати гоштавки. Обичајот налагал и Ибраим да се отсрами пред својот пријател и да го покани дома кај него. Така, тој еднаш го одвел Хусеина дома и Али Баба го пресретнал љубезно својот гостин, искажувајќи му ја својата радост што го гледа најблискиот пријател на својот син. Ти благодарам што се грижиш за Ибраима и што го подучуваш со полезни совети, рекол Али Баба. Ибраим е умен младич и од него ќе стане многу добар трговец, одговорил Хусеин. Откако си поприкажале, гостинот станал да си оди. Зар нема да ми ја сториш честа да каснеш нешто со нас? Се навредил Али Баба. Трпезата ни е скромна, но гладен нема да останеш. Многу жалам, се извинил Хусеин. Јас сум свикнат да јадам јадења без сол и затоа ќе си вечерам дома. Биди спокоен, рекол домакинот. Во твоето јадење нема да има сол. Тој побрзал во кујната и нарачал на Моргијана да приготви јадење без сол за неговиот гостин. Каков ли е тој човек што не јаде сол? Си рекла Моргијана и била љубопитна да го види. Таа отишла во собата, божем да ја нареди трпезата, а кога го погледнала Хусеина веднаш го познала, иако тој си ја имал избричено брадата и бил преоблечен. Истовремено незиното будно око забележало скриен нож под облеката на гостинот.
Моргијана почувствувала дека над незиниот господар одново се надвиснала смртна опасност и бргу излегла од собата. Се преслекла како танчарка, си заденала на појасот една остра кама и си го забулила лицето со тенок превес. Потоа му рекла на Абдула да го земе дајрето за да се повеселат. Сите биле изнаседнати крај трпезата кога се појавиле Абдула и Моргијана и го замолиле Алибаба да им дозволи да поиграат. Домакинот се насмеал и му ги представил на својот гостин. Ова се мојата готвачка и мојот слуга кои сакаат да не развеселат, рекол тој и додал. Почнувајте! Абдула заудирал на дајрето и запеал весела песна, а Моргијана кршно го извила своето тело. Но Хусеин не ја обрнувал никакво внимание на забавата, туку само мислел како да го забие својот нож во градите на Алибаба. Долго се вртела и се извивала танчарката како змија, мафтала над својата глава со извадената кама, додека на крајот не се доближила до господинот и му се поклонила. Абдула силно тропнал по дајрето и го протегнал за бакшиш. Задоволни од веселбата, Алибаба и Ибраим му фрлиле по една жолтица, а Хусеин бркнал во појасот за да го извади кесето. Во тој миг, Моргијана ја забила камата среде во срцето на разбойникот и тој веднаш издивнал. Што стори несрекнице? Ужаснато извикнале таткото и синот. Знаеш ли ти дека не отепа? Не јас, туку тој сакаше да ве отепа, рекла Моргијана и им го покажала скриениот нож во облеката на злосторникот. Алибаба за последен пат се уверил дека својот живот исклучиво и го должи на Моргијана и возбудено проговорил. Се сеќаваш ли дека ти ветив богата награда за твојата верност? Сега, со гордост, можам да те наречам моја ќерка. Свртувајќи се кон Ибраима, таткото рекол. Сине, никаде на светот нема да најдеш подобра и поверна сопруга од Моргијана. Земи ја за своја жена и биди среќен со неа. Ибраим од се срце се согласил да се ожени со Моргијана, која одамна му го имала пленето срцето. Потоа Алибаба го закопал разбойникот во градината и по неколку дни направил богата свадба. Цела недела пирувале и се веселеле сите, грмеле тапани, пиштеле зурли, а силни пеливани со своите борби ги забавувале младоженците и свадбарите. Така Алибаба станал единствен господар на азната во пештерата. Тој му ја доверил тајната на Ибраима, Ибраим на своите синови, а пак тие им ја предавале на своите внуци и правнуци и многу поколенија проживеале среќно од тие непроценливи богатства. Ви благодариме што останавте со нас до крајот на оваа аудиокнига. Доколку ви се допадна, ве покануваме да се претплатите на каналот, бесплатно е, а вашата поддршка навистина многу ни значи. Во описот на видеото ќе најдете плейлисти со уште аудиокниги на каналот Гласот на книгата и продолжете со слушање. Пријатно до следната приказна.